Време е за држава во која се раѓаат повеќе деца и во која ќе се враќаат одселените, порача премиерот Христијан Мицкоски. Според него, владата не ја премолчува демографската рецесија, туку креира политики за справување со проблемите. Една од позначајните мерки е зголемувањето на бројот на обиди за инвитро оплодување, покриени од државата. Наместо досегашните 3, од сега Фондот за здравство ќе финансира 6 обиди на семејствата кои се борат со неплодност. Ние можеме да реновираме безброј градинки и да направиме училишта во рамките на нашите можности, се разбира, но ако немаме дечиња кои што таму ќе бидат, тогаш ние сето тоа залудно. Некој може ќе ме прогласат и за конзервативен, некој може ќе ме прогласат за човек кој што може би живее во минатото, но јас мислам дека демографијата, потомството, дечињата, создавањето семејство е патриотски чин. И денеска така се брани иднината на Македонија и на македонскиот народ и иднината на македонските граѓани. И ценам дека овие зголемени двојно бесплатни 6 инвитро процедури, за разлика од минатото кога беа 3, се во таа насока и тука не застануваме, продолжуваме и понатаму. Владата со надчовечки напори ќе се бори и до иселувањето во странство на младите. Значајна мерка за нив е изгласувањето на законот каде што секој студент до 29 години ќе добие 250 евра за лаптоп или таблет. Премиерот вели дека главниот фокус во следниот период ќе бидат младите и подобрување на нивниот животен стандард. Вториот закон е законот за кој што студентите на сите универзитети во државата, на сите универзитети, повторувам, и редовни вонени, буквално сите, ќе се стекнат со право да добијат ваучер, вредносен бон, во вредност од 15.000 денари, кои што ќе го искористат за набавка на електронски уреди, кои што понатаму ќе им послужат на нив во текот на студирањето. Достоинството се враќа и на пензионерите, уверува Мицкоски. Прв знак за тоа е зголемувањето на пензиите за само една година од 5.000 денари, а со новите законски измени пензионерите на 2 пати ќе добијат по 1.000 денари, едното во септември сега, а другото во март наредната година.